Почитувани, пратениците на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија денеска во Собранието на Република Македонија ќе поднесат интерпелација за работата на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Во изминатиот период, министерот Оливер Спасовски покажа и докажа дека функцијата министер за внатрешни работи ја извршува крајно несовесно, нестручно, селективно и по насока на врвот на неговата политичка партија, а спротивно на Уставот и законите во Република Македонија. Наместо да се грижи за јавниот ред и мир, да ја гарантира безбедноста на граѓаните, главна задача на Министерството за внатрешни работи стана прикривањето на убиства и криминал. Министерството за внатрешни работи, наместо да се бори со криминалот и корупцијата, стана институција која служи за собирање, изнуда, подкуп и заштита на криминалот. Откако министерот Спасовски започна да раководи со Министерството за внатрешни работи, граѓаните секојдневно се жртви на грабежи, обиди за убиства, рекетирање и насилства кои минуваат неказнето. Дека Министерството за внатрешни работи не си ја врши работата како што треба, говори и истражувањето на Евробарометар објавено на 12 септември, каде што е наведено дека довербата во полицијата имаат само 34% од граѓаните, додека 61% од граѓаните немаат доверба во полицијата. Непрофесионалното работење на Министерството за внатрешни работи се одрази и со зголемувањето на корупцијата во државата. Наместо борба против корупцијата, имаме огромно зголемување на корупцијата, што резултираше Република Македонија да се најде на дното на листата на Транспаренси. Според извештајот за перцепција на корупција на Транспаренси, Македонија бележи катастрофален пат од 17 места, односно од 90 на 107 место. Благодарение на министерот Оливер Спасовски и на владата, Република Македонија стана синоним за корупција. Ова е резултатот од катастрофалното владење и раководење на министерот Спасовски со една од најважните институции во Република Македонија. За ваквата ситуација, Оливер Спасовски мора да поднесе одговорност. Со цел да ги заштитиме граѓаните, но и да спречиме состојбите во МВР да се влоши, ја поднесуваме оваа интерпелација за работата на министерот Оливер Спасовски. Ви благодарам на вниманието.